Во вториот дел од емисијата "Сме што не е јасно", вечерва со моите соговорници во овој дел разговараме за новата методологија на Европската Унија, односно она што го представи Европската комисија, тоа е предлогот за како да тече процесот на преговарање. Што ќе значи ова за Македонија? Вечерва ги прашувам моите двајца соговорници, Драган Тилев, државен советник за европски прашања. Добро вечер. Добро вечер. И Марија Ристеска од Центарот за истражување и креирање политики. Добро вечер и за вас. На почеток, господине Тилев, клучното прашање, што ќе значи новата методологија што ја представи Европската комисија за Македонија? Има награди, но има и санкции и казни. Власта ја оцени како разумна новата методологија и уверуваше дека ние како држава сме подготвени да се справиме со овој предизвик, но реално дали ќе биде потешко или полесно да се приклучиме кон Европската Унија? Може би токму од ова што го кажавте последно, дали ќе биде полесно или потешко, треба да се има во предвид дека, или јас така ја читам, методологијата не е само технички документ, туку е многу поширок, подлабок, посуштествен документ кој треба да се гледа од повисоко, визирот треба да се подигне, за да не се спуштиме само на техникали, туку да го видиме и целиот контекст. Зошто методологијата е предложена, зошто токму сега, каква беше едноставно генезата во изминатиот период, во какво време се случува, што предходи или што следи во текот на оваа година, сите тие елементи кои што ја чинат европската политика, политиката на проширување, и преку таа призма методологијата треба да се имаат во предвид кога говориме за методологијата. Само да се чита текстот, хартијата како таква не е доволно. Значи, прво контекстот. Говориме за методологија која што се лансира после, еве да речеме, фијаското од лани октомври, кога сите очекувавме дека ќе се добие датум, кога ќе почнеме преговори, меѓутоа тоа не се случи. И тоа беше веќе трето на некој начин одлагање од јуни 2018, 2019 по октомври. И сето тоа се случува во еден амбиент на поприлично сложени односи во рамките на Европската Унија. Ланската година, само да се подсетиме, имавме избори за новиот Европски парламент со една структура која е поинаква од структурата на Европскиот парламент кој беше до 2019 година. Имаме нова комисија, комплетно едно ново раководство, не само нов председател и комесари, туку имаме и нов председател на Европскиот совет, председател на Европската банка, Централна банка. Сето тоа во тој мозаик на промени кои што се случуваа минатата година имаше и свое влијание на процесот на проширување и на, велам, одлагањето на одлуката за почеток на пристапните преговори за нас, иако сите заедно се сложивме и сите веќе тоа го кажаа во многу наврати и внатре кај нас, меѓутоа во регионот и во Европската Унија и во главните градови на членките на Европската Унија, дека направивме доволно за да почнеме преговори. Немаше никаква причина, барем од тој аспект. Ние не бевме причина за да не се случи одлуката. Но она што председателот Макрон во неколку наврати го објаснуваше, го елаборираше, според мене, работам 20 и кусур години во процесот на европска интеграција, има логика, има своје оправдување. Ние можеме да не бидеме задоволни, можеме да бидеме фрустрирани, можеме да бидеме на некој начин и да се чувствуваме обесправени, но факт е дека влегување во Европска Унија, во една структура која што се менува, но не се доизградила или не се реформирала, за да може да биде поефикасна, да биде поефектна, да може по-лесно, по-брзо да одговара на глобалните предизвици. Тоа мора прво да се случи, мора да се случи паралелно со почетокот на пристапните преговори. Се до оној момент, додека ние бевме како процес на проширување и како земја која претендира да стане членка на Европската Унија, да ги почне пристапните преговори. Се додека ние сме во тој поширок, поголем пакет
кој што во моментов се преговараше минатата година и се преговара во текот на оваа година, се дотогаш ние ќе ги трпиме и последиците од целиот тој поширок контекст. Да го спомнам само Брексит, односно излегувањето од членство на Европската на Велика Британија. Тоа е исклучително голем чекор, кој што не оди во прилог на зајакнувањето на Европската Унија. Имате веќе еден дисбаланс на односите на силите воспоставен после Втората светска војна. Имате излегување на земја која што е една од членките на Советот за безбедност на Обединетите нации, излегување на членка која што е атомска сила од безбедносен аспект. Имате излегување на членка која контрибуира во буџетот на Европската Унија со 12-13 милиарди евра годишно, или тоа во некој 7 годишен циклус, значи негде околу 90 милиарди. Буџетот станува помал, а потребите многу поголеми, бидејќи геополитичките прилики во изминатите неколку години и во наредните неколку години така и ќе биде, покажуваат дека апетитите на другите геополитички играчи растат и за секој простор кој што ќе остане во во Европа или во нашиот Западен Балкан отворен, геополитичките тријања се многу видливи. Значи, пак се враќам назад, бидејќи ме прашавте за методологијата, јас отидов во една сосема друга насока, но нема да може да ја разбереме логиката на методологијата, речникот кој е употребен во таа методологија, причините зашто таа методологија се донесува, нејзината содржина и елементите кои ја зајакнуваат улогата на Европската комисија, односно на Европската Унија во процесот на проширување или во процесот на пристапните преговори, доколку не го разбереме и поширокиот контекст во кој што се случуваат работите. Така, Ристеска, чекор напред или чекор назад кон неу е новата методологија што ја представи Европската комисија? Па мислам дека е во моментов купување на време и тоа купување на време заради воспоставување на нова стабилност во рамки на Европската Унија и еден трейд-оф или тргување со демократскиот капацитет во Балканскиот полуостров, во смисла дека е одговор на случувањата во Европската Унија, кои што не се интегративни, туку се дезинтегративни, на неколку начини, првенствено со воспоставување на новата стратегија, повеќе годишна на Унијата, барањето кое што многу јасно и гласно беше најавено уште во 2017 година со говорот на Макрон во Европскиот парламент за реформа на Европската Унија, затоа што е потребна стабилност на институциите, спремност на институциите, спремност на Унијата за да прими нови членки, но и во исто време одговор на сите оние процеси кои што се водат во земјите кандидатки за членство, кои што доаѓаат од Балканот, а кои што покажуваат дека немаат значаен прогрес. Тоа го гледаме во сите извештаи на Комисијата за сите земји. Тоа може да се должи на самиот факт што проширувањето не беше високо на агендата на европските институции, па немаше притисок од нивна страна, немаше доволно влијание за да се забрза и да се продлабочи процесот на пристапување. Но тоа го гледаме и од останатата статистика која што ни е достапна во секоја од земјите. Ако ја гледаме Македонија сама, можеме да ја погледнеме статистиката за бројот на, да речеме, закони кои што се планирани во националната програма за приближување, која што драстично паѓа од година во година, потоа бројот на закони кои што ги усвојуваме а се програмирани или се планирани да ги усвојуваме, а со тоа и го определуваме трендот на пристапувањето. Или пак, ако го погледнеме процентот на мобилност на кадрите во секторот за европски интеграции, кој што е исто така многу висок заради тоа што луѓето не се мотивирани да останат кога немаат перспектива за да работат на
посериозни процеси на приближување кон ЕУ. Потоа бројот на закони кои што ги преведуваме, ако гледаме дека Европската унија е динамична и создава ново законодавство, а ние заостануваме во процесот на преведување, тоа значи дека него ни учиме новото законодавство за да се подготвиме, за да се приближиме кон ЕУ. И она што е очевидно за сите и кое што во суштина мислам дека е главниот прашање зошто европските партнери се уште се двоумат дали да ја поддржат, да го поддржат проширувањето, е првенствено неспремноста на нивното гласачко тело, значи поддршката за проширување во земјите членки на Европската унија е многу мало, односно дури би рекла повеќе имаме нели луѓе кои што се спротивставуваат на тоа. Во некои земји таа бројка е огромна, 80% некаде во Франција, во дури земји кои што биле традиционално поддржатели на проширување кон Балканот, како Австрија, да речеме, и таму имаме покачување на процентот на неподдршка на проширувањето. И конечно, бидејќи одлуката е политичка, овие кои што треба да ја донесат политичарите на тие земји, тие и внимаваат дали ќе го разочараат со својата одлука гласачкото тело, кое што не очекува од нив да го донесе, односно не ја поддржува таа одлука за проширување. И конечно, фактот дека ние имаме уназадување на демократските капацитети и процеси во сите земји кои што се кандидатки за членство, тоа го покажува индексот на перцепција на корупцијата, тоа го покажуваат сите индекси за демократијата од Freedom House до оној на Economist, не знам, опаѓање на слободната индексот на слободна економија, имаме многу слаби резултати во однос на индексот на владење на правото и така натаму, нели квалификации на заробени држави, хибриден режим, прашање дали во Србија имаме нели дури медиумите се прашање дали се под влијание на политиката и така натаму. Така што сите овие прашања се ставени пред и представниците на европските институции, но и на земјите членки, како прашање кое што влијае на нивната одлука дали стабилноста на ЕУ и демократскиот капацитет на земјите кои што се кандидатки за членство треба да се ризикуваат доколку се продолжи со овој терк на процесот на проширување, и затоа се носи во суштина оваа методологија која што треба да даде баланс или одговор на сите овие стравови. Конкретно за Македонија, колку долго би траел процесот на преговарање според оваа методологија? Тоа не би знаела да кажеме. Добро е што, да речеме, методологијата прави групирање во кластери на поглавијата. Добро е што овозможува отварање на сите поглавија кога се отвара еден кластер, што значи дека ќе има влијание да повеќе институции и повеќе сектори се стават во движење за да ги постигнат одредниците кои што ќе ги договориме билатерално со Европската комисија, но во исто време исто така добра работа е што се предвидува определен рок кој што можеби не е реален, но е утврден како минимум рок на помеѓу отварање и затварање на кластерите од 1 година, што зборува дека барем Европската унија, иако не е спремна сега да прими нови членки, дека предвидува реформата и подготвеноста за проширување да биде во минимум 4 до 5
години. Но прашање е дали ние како држава ќе бидеме спремни, ќе имаме административен капацитет да го извозиме, нели, да го спроведеме ова минимум сценарио. Со овие капацитети во моментов со кои располагаме, може ли процесот побрзо да тече од оној процес на Србија и Црна Гора? Србија и Црна Гора долго преговараат со Европската унија. Може ли ние побрзо да се движиме од нив со овие капацитети во моментов сега што ги имаме? За капацитетите може би подобро Драган има увид на истите. Јас би рекла само дека она што е многу јасно од методологијата е дека се подигнува влијанието на политичките представници на земјите членки на два начина, со тоа што се интензивира запознавањето на земјите членки со кандидатките за членство, барем политичките естаблишменти да се запознаат подобро, со тоа што се интензивираат средбите, што е добар знак, заради тоа што мислам дека на сите земји, вклучително и на Србија и на Црна Гора, ни е судбината таква да перцепцијата и јавното мислење во земјите членки на Унијата да биде влијаено од медиумите и е жртва и на недоволната комуникација и исклученост на Балканот од европските случувања. Да речеме, ако споредиме со други земји кои што немаат европска перспектива, но имаат односи со ЕУ, тоа се овие земјите од соседството, тие се среќаваат многу почесто на самити со Европската унија, отколку балканските земји. Ние сме имале ЕУ Балкан колку самити до сега? Два, оној во Тесалоники и оној во Софија. И Загребскиот, и Загребскиот. Сметаме 2000. Нови, да, точно. Значи, да речеме, овие од соседството на ЕУ се среќаваат секои 2 години на самит, што значи дека нивните политички лидери се познаваат многу подобро со европските политички лидери и разговараат, имаат политички диалог со нив, отколку нашите. Од тој аспект мислам дека иако тоа е еден ризик дека во процесот на интеграција ни се додава уште една компонента на политика, не само постигнување според утврдени објективни критериуми, туку и политичка одлука. Самиот факт што ќе имаме поинтензивни среќавања на политичките представници, ќе имаме и повеќе притисок за постигнувањата и ќе се запознаеме подобро, а тоа може и да влијае и на подобрување на перцепцијата кај гласачкото тело во земјите членки, кое што очигледно е многу влијателно и доминантно. Околу капацитетите, Тилев, дали Македонија со овие капацитети, всушност колку капацитет имаме ние за да ги водиме преговорите и колку би течеле тие преговори со овие капацитети што ги имаме во моментов? Да, капацитетите се посебна, бараат посебна елаборација, бидејќи секој процес, политички или технички, зависи од тоа дали имате доволно кадар кој што ќе може да го осмисли, планира, реализира тој процес и да го води со потребната динамика или онаа динамика која што ја посекувате. Ако се навратам малку околу капацитетите ќе дојдам, меѓутоа ќе се навратам малку на самата методологија, бидејќи вие и на самиот почеток кога ме прашавте околу методологијата, јас отидов во еден поширок контекст, меѓутоа самата методологија како таква, читам вакви документи веќе со децении наназад, можам да ја оценам како многу комплексна. Иако таа како таква кога ќе ја читате има многу елементи кои што ни се познати, но се систематизирани на еден поинаков начин и се многу елементи кои претходно беа можеби и необврзни, сега се ставени во еден пакет кој што е обврзен. Марија посочи сосема коректно, исправно дека методологијата го прави самиот процес многу пополитички. И тоа е првиот елемент кој што сакам да го истакнам, значи многу пополитички, поодговорен, отчетен,
Меѓутоа, од друга страна, предвидлив и сите тие елементи кога ќе ги ставите во една нова институционална структура, дава неколку нивоа. Едното ниво е дека ЕУ, Западен Балкан самитите ќе бидат редовни. До сега имавме 3, ќе имаме 4, имавме Загреб, имавме Солун, имавме Софија, ќе го имаме Загребскиот самит оваа година. И тие се случува спорадично, кога ќе се искажеше некоја посебна потреба околу тоа и кога некој ќе притиснеше повеќе за да се случи таков самит, но сега се предвидува во методологијата дека тоа ќе бидат редовни годишни самити. Што го става во фокус Западниот Балкан, кој истакнува како еден од клучните приоритети на оваа комисија, на Ван дер Лејен и незиниот тим, и на некој начин дава потврда дека незината изјава дека геополитички Западниот Балкан е изворедно важен, или има една изјава на Шада Ислами која е од пријатели на Европа, вели геополитиката за Европа тргнува од Западниот Балкан. Ако тоа го имаме во предвид, тоа значи дека веќе овие редовни самити ЕУ Западен Балкан добиваат една посебна тежина и обезбедуваат на некој начин енергија која што се надевам дека ние ќе искористиме и дека ќе предизвика динамизирање на целиот процес. Второто ниво, кое што е исто така важно, е меѓувладини конференции секоја година, веднаш по објавувањето на редовниот извештај на Европската комисија. Тој се случува во април, со мало одлагање во мај, и оваа година ќе биде одложен во мај, после Загребскиот самит, но тоа говори дека меѓувладината конференција, за која што во самиот документ стои, се бара да биде на високо политичко ниво, ќе прави еден пресек на сето она што е сработено изминатиот период, а рефлектирано во извештајот на Европската комисија, но од друга страна пак вели ќе го планира процесот за наредната година. Што е можно да се отвори, дали ако веќе нешто сме отвориле, сме пресретнале некој од одредниците, дали се тоа за отварање, дали се тоа одредници за времени одредници, тоа ќе може секоја година да се направи на некој начин еден попис и да се види со која динамика може понатаму да се продолжи. Може ли да се прогнозира колку би течел процесот на преговарање? Ние во Секретаријатот за европски прашања, имајќи во предвид целиот корпус на европското право кој што до сега сме го транспонирале, веќе го имплементираме, кој што треба да го транспонираме, прогнозите мислам е неблагодарно да се даваат, бидејќи елементите се уште не се сосема јасни. Претпоставувам дека тоа сите граѓани ги интересира колку долго би преговарале и кога конечно би станале членки. Ние сме правиле само симулации. Симулациите одат од 5-7 до 15 години. Зависи од тоа како и методологијата на крајот ќе изгледа, заради тоа што не смееме да заборавиме, ова е комуникација, предлог од страна на Европската комисија, која што сега треба сите земји членки да ја прегледаат, евентуално да дадат своји забелешки, можеби некои укажувања, можеби некои нови предлози, и потоа ќе се заокружи на Советот за општи работи и веројатно на Европскиот совет како финална комуникација. Дали битно ќе отстапува од тоа што го читаме денеска, тоа не можеме да кажеме, но тогаш ќе може да прогнозираме веројатно малку попрецизно околу тоа како целиот тој процес ќе одвива и со која динамика ќе оди. За да можеме динамика да пресметуваме, мораме да имаме во предвид обемот на европското законодавство, но во оваа методологија и уште нешто плюс. Не е само транспонирањето на европското законодавство, чисто само за илустрација ќе кажам дека има околу 150-60 илјади страници на европско законодавство, не е се во сила, но она што нас ке не интересира се околу 70 илјади страници, кои што се распоредени во некои 7.500 акти на Европската Унија, кои што ние треба да ги транспонираме, кои ние во секретаријатот сме ги детектирале, низ примерите на Србија, Црна Гора, Хрватска и така натаму. Во скрининг процесот, кој што веќе го завршивме за сите 33 поглавја, траеше година и скоро година и половина,
оној објаснувачкиот скрининг, ни беа презентирани некои можеби 3.500-4.000 акти. Од тоа, ние веќе според нашите пресметки и според MPA, на Националната програма за усвојување на законодавството и базата на податоци кои имаме, негде околу 2300-400 имаме транспонирано во нашето законодавство или негде околу 30-31%. Да, но колку имаме ние европски дух? Ми е прашањето. Ние штанцаме закони со европско знаменце, тоа не е спорно. Во собранието гледаме секакви закони поминуваат. Се синхронизираме, но колку ги имплементираме тие закони, носиме? Морам тука малку да се поставам во една одбрамбена позиција. Да. Заради тоа што сакам да истакнам и се обидувам да ги дадам овие бројки, можеби на гледачите ништо не им значат, меѓутоа на оние кои што работат во процесот на европска интеграција, тие им значат многу. Ние сето тоа сме го направиле без да ги почнеме пристапните преговори. И тоа е исклучително важно и како аргумент во наша корист, меѓутоа и како нешто со што треба и ние да се гордееме. Без да ги почнеме пристапните преговори, само иницијативно влади и влади наназад учествувале во усогласувањето на нашето законодавство со законодавството на Европската Унија, и тоа не само заради спогодбата за стабилизација и асоциација, која патаме обврзувачка, туку сме одале и чекор понатаму. Надвор од спогодбата за стабилизација и асоциација. Пак велам, само иницијативно, затоа што сме сакале да направиме добра подлога, да го оспособиме системот, структурите кај нас, институциите, меѓутоа и невладиниот сектор, да ги оспособиме и да ги предупредиме на некој начин бизнис заедницата да знаат што се случува и како таа целиот процес ќе тече и како тој ќе влијае на нивните планови, на нивните инвестиции, на тоа што сакаат да произведуваат и така натаму. Тој момент ние се обидуваме постојано да го афирмираме и да им објасниме и на луѓето во Европската комисија, меѓутоа и на оние кои доаѓаат од земјите членки на Европската Унија кај нас, дека ние не сме седеле и чекале, туку сме постојано работеле на тој процес. Марија спомна, јас можам да се согласам со тоа, дека динамиката на усогласување на законодавството е во опаѓање. И тоа е точно, статистиката тоа го покажува, ние тоа не можеме да го криеме, но тоа е заради фактот, повторно велам, дека ние не преговараме. Нормално е дека кога ќе ги почнете преговорите, еве сега после скринингот, овој објаснувачкиот скрининг, јас сум убеден дека драстично ќе порасне процентот на транспозицијата на европското законодавство во нашето законодавство, заради тоа што кога ќе имате веќе некоја известност, имате некоја перспектива, имате еден позитивен импулс, позитивна енергија во целиот систем, во механизмот, ако сакате и пошироко во општеството, нормално е дека луѓето ќе почнат да работат многу посилно, дека законите ќе се пишуваат многу побрзо, со тоа што капацитетот ќе ни треба не за пишување само на законите, туку за нивна имплементација. Многу луѓе, многу експерти во институциите ќе треба да се престројат, да се оспособат, да развијат нови вештини. Академската заедница ќе треба да го следи тој процес, за да може да го комплементира самиот процес и процесот на преговори и транспозиција и имплементацијата на законодавството, па ако сакате и низ мониторинг механизмите кои што се исклучително битни за да го туркаат целиот процес по-брзо, да биде подинамичен. И целата една структура и тој нов позитивен импулс може да заклучам дека е основа за да изјавам дека капацитет нашите институции имаат, општеството има, подготвено е, само треба да се донесе таа одлука и понатаму веќе ќе треба да се стратешки, систематски пристапи кон целиот процес и кон имплементацијата на оваа нова методологија. Ристеска, рековме дека носиме закони во собранието со европско знаменце, спомна и Тилев бројката, ја сподели колку од нив, иако во опаѓање е таа бројка сега во моментов, некогаш се злоупотребува европското знаменце во собранието, сме биле и сведоци на такви ситуации, но колку ние сме подготвени за реформирање на нашето општество? Видете, мислам дека суштината овдека е дека оваа методологија треба да влијае на поголема автономност на кандидатките за членство да одберат
стратегија како да го изодат процесот на интеграција. Тоа не е јасно покажано во методологијата и се надевам дека во овие консултации кои што ги има од кога се објави текстот или комуникацијата, како што ја вели Драган, за новата методологија, нашите представници искомуницираа дека е потребно да земјите кандидатки за членство како Македонија имаат право да одберат кој кластер ќе го отворат и како стратешки ќе го постават процесот на интеграција. Зошто е ова битно? Од повеќе причини, првенствено заради административниот капацитет, да се приближиме со законодавството, но и да имплементираме. Во моментов нашата јавна администрација, за жал, и покрај стратегијата за реформа, функционалните анализи кои што се направени, преструктурирањето на секторите и така натаму, не ја имаше земено во предвид и европската димензија, во смисла кои капацитети и функции треба да ги имаме ако станеме членка на Унијата, што значи дека освен што треба да се подготвиме да се приближиме со законодавството, треба и да имаме капацитети за имплементација на законодавството пред да се вклучиме како земја членка на Унијата, и тоа особено се гледа во однос на кога ќе ги погледнеме како се поставени кластерите. Значи, ако досега за да отвориш преговори се сметало дека потребно е да имаш ниво на демократски институции, пазарна економија и потоа значи си ги исполнил копенхагенските критериуми, имаш способна и реформирана јавна администрација и сега само одиме ни техничкиот процес на приближување. Сега гледаме дека во првиот кластер фундаменти ги имаме ставено и економските критериуми, и демократските институции, и реформата на јавната администрација, што е многу значајно, што значи дека ова го поврзано со првата, она што го кажував, дека во суштина е ставено во прашање демократскиот капацитет на земјите од Балкана, дали тие воопшто ги исполнуваат копенхагенските критериуми за да отпочнат преговори и дека тие критериуми постојано ќе бидат предмет на евалуација, на оценување, на политички диалог со земјите членки и со европските институции. Она што е исто така добро и што е ново е поставувањето на јавните набавки и финансиската контрола во овој кластер на фундаменти, што претходно не беше толку јасно поврзано, заради тоа што едното и другото зборуваат за спремноста на државата да се подготви за апсорбција и на европските фондови понатака, кога ќе стане членка. И тоа е врзано со оваа автономна одлука која ќе ни биде стратегијата за интеграција. Зошто? Заради тоа што со тоа можеме да утврдиме кој кластер да го отвориме, оној кластер каде што имаме, да речеме, подготвени проекти, бидејќи за да можеме да абсорбираме фондови, многу често ни треба физибилити студија, па потоа добро зрел проект за имплементација, за да можеме да ги повлечеме средствата кои што ЕУ ни ги дава сега како и награда и изголемени, доколку се усогласиме. Ама за тоа ни е потребен и административен капацитет, но и подготвеност претходна подготвеност со проекти. Во еден од кластерите се и добрососедските односи. Што ќе значи новата методологија во однос на добрососедските односи? Тука се и договорот од Преспа и договорот со Бугарија. Дали тоа ќе значи дека ние ќе треба да правиме онака како што ќе ни кажат соседите? И самиот факт што имаме поголема политичко влијание на процесот на интеграција и поголема улога на политиката во овој процес,
зборува за многу отворено праќање на пораката дека треба да соработуваме, а и фактот дека ќе со отварање на еден кластер се отвараат сите поглавја, тоа ќе има влијание особено на имплементацијата на договорот од Преспа, каде што условеноста беше отварање на поглавијата за имплементација на било која од на точките во договорот, така што отварањето на еден кластер и на сите поглавија под него ќе значи и обврска за имплементација на тие точки од договорот. Да, може слободно и околу економските критериуми ќе се навратиме, може слободно да. Сакам само да се надоврзам, ова е исклучително важно околу тој 6 кластери, тој првиот кластер за кој што некои го нарекуваат фундаментални, некои основи и така натаму, се едно. Важно е дека е тоа најважниот кластер или грост или група на елементи, бидејќи внатре се поглавијата 23 и 24, значи правосудство, фундаментални права, правда, слобода, безбедност, плюс поглавијата 32, 5 и 18, бидејќи 18 статистика, јавни набавки, статистика, финансиска контрола, и внатре се додадени и економските критериуми, функционирањето на демократските институции или функционалноста на демократските институции и реформата на јавната администрација. Ние го следиме процесот на проширување веќе долги години. Ова е трет пат да се менуваат условите под кои што се преговара за прием на нови земји членки. 1998 година, кај оној големиот талас на проширување, тоа беа првата методологија преку која тие станаа членки, каде што политичките и економските критериуми воопшто не беа дел од преговорите, туку само транспозицијата на акито, односно на европското законодавство кое важеше во тој момент. Потоа имавме Хрватска која што исто така под истите тие услови влезе, значи 12 плюс 1, 13 земји нови членки. За Србија и за Црна Гора, односно за Црна Гора и за Србија, бидејќи прво почна Црна Гора па Србија 2012-2014, се воспостави тој нов пристап, new approach на преговори. Тоа беше воспоставено 2011 година. Многу елементи од тој new approach или нов пристап се сега внесени, систематизирани многу подобро во оваа нова нацрт методологија која што веројатно ќе се смени, и оваа методологија кога ќе се усвои го има токму овој момент како новина. Работи кои што претходно не биле дел од преговорите, да се навратам, економски критериуми и како политички се додава сега јавната влегуваат во еден администрација, кластер за кој што веројатно ќе има одредници за отварање, ќе има некои посебни роуд мапови или патокази, како тоа се ќе се одвива. Целиот тој кластер во пакет ќе почне и ќе заврши, со тој кластер ќе почнат и ќе завршат преговорите, што значи дека не може да се напредува кај другите кластери додека овој не покаже завидно ниво на напредок, овој кластер не покаже завидно ниво на напредок. И ние веќе во однос барем само на овој кластер веќе имаме најавено разговори, имаме најавено забелешки и прашања до Европската комисија заради тоа што тука ќе треба да се појасни подетално. На што забележувате? Забележуваме на тоа дека прво ќе ги имаме билатералните скрининзи. Билатералниот скрининг е следната фаза во нашите пристапни преговори. Тие ќе се одвиваат во кластери. До сега имаше упатство за скрининг кој што одеше по поглавја. Значи, ние бараме сега или очекуваме дека Европската комисија ќе направи ново упатство за тоа како ќе се одвиваат билатералните скрининзи. Ќе треба да се направи исто така во тоа упатство и некаква елаборација на тоа што и како ќе се преговара во делот на економските критериуми, функционалност на демократските институции, реформата на јавна администрација. Ќе треба да се види каков пакет во целиот тој кластер ќе се формира, со која динамика ќе може да се движиме и какви средства, бидејќи комисијата вели во самиот документ
дека таја ќе стави на располагање и некои дополнителни средства со кои што ќе можеме ние токму да тоа ми беше прашањето, што ќе бара Европската унија од нас кога се во прашање европските економските критериуми и што можеме ние да очекуваме од Европската унија? Ете, економските критериуми се одамна уште со од Копенхаген као копенхагенски критериуми утврдени и детерминирани. Едно е, морате да исполните услови за целосно пазарна функционална економија, и второто е да бидете способни, односно вашата економија да биде способна да го издржи притисокот на конкуренцијата на европскиот отворен пазар. И тие и понатаму држат. Тие сите елементи ќе мора да ги пресретнуваме, да ги имплементираме. Но како тоа ќе влезе во процесот на преговори, бидејќи велам претходно, беа критериуми кои ги пресретнувате уште пред да почнете да преговарате за транспозиција на европското законодавство. Сега тие се дел од пакетот за преговори. И тоа отворен од моментот кога ќе ги отворите преговори до моментот кога ќе ги затворите преговорите за условите под кои ќе бидете примени во Европската унија или со други зборови кога ќе биде напишан пристапниот договор. Ние сега имаме спогодба за стабилизација и асоциација и таа ќе важи се до моментот додека пристапниот договор не биде испреговаран, затворен, парафиран, подпишан, потоа ратификуван. И тој ќе стане основниот наш документ врз основа на кој што ќе ги регулираме односите со Европската унија. За да не разберат сите гледачи, дали ние може да очекуваме, односно како да очекуваме дека Европската унија ќе ни помогне на нас преку грантови и кредити, со оглед на тоа што споменавте, дека Велика Британија имаше голем удел во буџетот на Европската унија, сега Велика Британија веќе ја нема, така да буџетот на Европската унија е помал. Каква помош ние може да очекуваме од ЕУ ако ги почнеме преговорите? Сигналите велат дека нема да добиеме помала помош од онаа која што сме имале досега. Ако земеме во предвид дека од 2014-2020 тој финансиски пакет имавме по околу 100-105 милиона просечно годишно евра на располагање, велам сигналите се такви дека нема да има помалку од тоа. Најавата лани кога се лансираше целиот процес за подготовка на новата финансиска перспектива 2021-2027, тоа е 7-годишен буџет, индикативен буџет на Европската унија, најави дека може да рачунаме на околу 30% нови средства, негде околу 140 милиони годишно. Дали тоа ќе се случи? Тоа не можеме да го предвидиме, затоа што преговорите за тој буџет се уште течат и најавата или барем очекувањата се дека тие ќе бидат завршени негде до средината на оваа година, за да може до крајот на годината да се спроведе целата постапка и да се направи пресметка заради тоа што 2021 година е на прагот. Ако не е готов целиот буџет, индикативниот буџет и буџетот за 2021 година, не ќе можат Европската унија да ги финансираат своите основни потреби. Може ли да има влијание излегувањето на Британија врз ситото? Дефинитивно ќе има влијание заради тоа што велам дека на почетокот можеби спомнав, можеби не, една група на земји кои што се контрибутори или кои внесуваат средства во буџетот на Европската унија инсистираат на не поголем удел од 1% од бруто националниот продукт на секоја од земјите. Додека имате друга група земји кои што се нето корисници на буџетските средства од Европската унија, кои што инсистираат да биде тоа најмалку 1,1%, па некои дури земји одат до 1,3%, што е, мислам, невозможно, тоа сигурно нема никој да го прифати, меѓутоа негдека беше битката околу 1,08 до 1,1, чисто за да имаме представа, зборуваме за 1 трилион евра. Тоа се огромни средства. Ние имаме релативно мал удел во тој буџет преку ИПА 3 програмата. Во ИПА 3 очекуваме дека, велам, нема да добиеме помалку од тоа што го добивавме досега, и тоа во реални средства, не номинални, туку реални. Дали ќе успееме да добиеме повеќе, велам, зависи од тоа како ќе се испреговара целиот пакет со Европската унија во рамките на земјите членки, бидејќи тие преговараат, ние не седиме на масата за преговори. Но ако досега зависеше дали ќе ги искористиме сите средства кои што ни ги програмирала
во предпристапната помош од апсорбциониот капацитет на земјата. Сега имаме уште дополнителен услов за користење на тие средства, а тоа е напредокот со реформите по кластерите кои што се утврдени, што значи дека може би програмирањето нема да го намали обемот на средства кои што досега сме ги примале, но дали ќе ги искористиме нема да зависи само од апсорбциониот капацитет, туку и од реформите. И тоа треба да ни биде дополнителен подстрек за следната влада на Македонија да го стави прашањето на европска интеграција малку повисоко на агендата, бидејќи мислам дека според трендовите на приближување од 2013 некаде тоа не е највисоко на агендата на владите на Македонија. Методологијата е тука, но она што е најважно за нас е ќе добиеме ли шанса за старт на преговори? Вашите очекувања? Мислам дека е премногу амбициозно да очекуваме старт на преговори во март. Мислам дека политичките лидери во Македонија направи една голема грешка што ги подигна очекувањата и досега и го врза процесот на европски интеграции со другите политички одлуки кои што ги направија, немаше за нив поддршка од страна на македонските граѓани, како што е договорот од Преспа. Сметам дека со тоа ја нарушија довербата која што граѓаните ја имаат кон Европската Унија, затоа што сега се чувствуваат уште повеќе обесхрабрени заради исходот од целиот процес. И заради тоа сметам дека одговорни политичари не треба да ја покреваат атмосферата и очекувањата дека во март може да се очекуваат отпочнување на преговорите. Методологијата е добра стартна основа, но треба да, како што зборуваше и Драган, да се гледаат контекстот во кој што таа се усвојува и се преговара и самата комплексност на Унијата и начинот на договарање во истата. Значи, ова треба прво добро да се евалуира и испреговара во земјите членки, да се искомуницира и да се исконсултира со кандидатките за членство исто така. Истовремено треба да се земе в предвид дека на самитот во Загреб ќе имаат доста отворени прашања кои што произлегуваат и од Брекзит и од стратегијата. Значи, стабилноста на Европа е првенствено нивен интерес и тоа е јасно уште од 2017-2018 година. А проширувањето е нешто што ќе го остават понатака да го решат. Мислам дека не е целосно затворена вратата, но дека не треба да бидат очекувањата многу високи за овој самит кој што ни следи. Веројатно треба да почекаме Унијата да биде спремна да ги отвори преговорите малку подоцна. Сега и нашите политичари се повнимателни кога станува збор за очекувањата и за убедувањата на граѓаните, дали ќе добиеме или не одлука за почеток на преговорите, кои се вашите прогнози и очекувања? Неблагодарно да се прогнозира, бидејќи често пати знаеме да промашиме во прогнозите, особено кога одлуките зависат од други, а не од нас. Во случајов јас негде дека на почетокот ми се чини на елаборацијата кажав дека ние од наша страна како држава, како влада, како институции, ако сакате како цело општество направивме доволно за да можеме да ги почнеме пристапните преговори, велам не да станеме членка, туку да ги почнеме пристапните преговори и затоа надежта останува. Во една прилика кажав, скоро немам доволно време за да бидам песимист, јас сум оптимист, сум бил секогаш оптимист, затоа и се бавам со оваа проблематика, со оваа материја, бидејќи е таа предизвик од една страна професионален, меѓутоа од друга страна ви дава чувство дека се вложувате себе, вложувате во нешто што вреди за вас, меѓутоа и за оние следните генерации. Убеден сум дека сите ќе направат се во март да имаме барем одлука за почеток на пристапните преговори, но
Исто така на почетокот кажав дека премногу елементи има во пакетот. Ние сме само еден од многуте елементи кои што се преговараат и тоа се преговараат помеѓу земјите членки и се преговараат во пакет. Дали ќе се обезбеди поволна клима или ќе се наместат парчињата во целиот мозаик за во март да ја добиеме одлуката, тоа ќе зависи од многу нешта, па на крајот на криштата секогаш помалку зависи од нас, заради тоа што имаме еден турбулентен период кој што зборувам за денови и дека Европската комисија треба да подготви еден кус извештај за нас и за Албанија како прилог на дискусиите во Советот за општи работи, доколку работите се одвиваат коректно, позитивно, доколку не се направат некои поголеми грешки, тогаш што извештај од Европската комисија ќе биде позитивен и може да придонесе за една убава по-позитивна атмосфера и можеби донесување на одлука за почеток на пристапните преговори, но и да не се случи во март, дефинитивно сметам дека ќе се случи во јуни. Има многу елементи изборите кај нас, како ќе се одвиваат изборите, како ќе се формира парламентот, како ќе се формира потоа владата, колку брзо и ќе може да се стави во потполна функција, како ќе се одвиваат преговорите во рамките на Европската унија околу новата финансиска перспектива, дали ќе се смират страстите околу примената на членот 7 од договорот, основачкиот договор кој што се однесува на rule of law, на владење на правото, која што и понатаму побудува триење во рамките на Европската унија. Тие сите елементи, ако ги ставиме во една позитивна конотација со некој позитивен епилог, тогаш ќе се создадат услови секако да се случи одлуката во јуни. Помеѓу март и јуни го имаме Загребскиот самит, значи имаме 6 месеци во кои што председава со Европската унија пријателска држава која што изворедно добро го познава процесот, која што може навистина да влијае не само на агендата, туку и на содржината на она што се случува во текот на дебатите помеѓу членките на Европската унија и која можеби ќе биде или има можност да биде оној мал замаец кој што треба да го придвижи тркалото нанапред. Да не забораваме дека следните 6 месеци Германија го презема председавањето со Европската унија, исто така исклучително позитивна држава која што позитивно се однесува не само кон нас, туку и кон целиот регион на Западниот Балкан и која што исто така може да додаде една нова енергија позитивна за динамизирање на целиот процес на проширување. Ви благодарам за гостувањето. Тука мораме да завршиме бидејќи време е за најновите вести на телевизија Алфа. Благодарам што одвоивте дел од вашето време да бидете вечерва тука во Што не е јасно. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието и довербата. Останете со Алфа, следува најновото информативно издание. Пријатно од мене.